Во овој подкаст поканивме мултидимензијален научен работник, еден од најплодните современи македонски автори, човек со исклучително одговорни работни позиции како професор, писател, есеист, критичар, книжевен историчар, преведувач, главен и одговорен уредник на некогашната втора програма, и тоа сектор за училишна образовна научна програма, автор на сценарија на 50 на документарци, серии емитувани од тогашните програми на Југословенската радио телевизија и на многубројни програми и фестивали ширум светот. Научен соработник на Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и се до пензионирањето редовен професор на катедрата за македонски јазик и литература на Филозофскиот факултет во Риека. Главен и одговорен уредник на најстарото македонско книжевно списание Современост, потписник на 57 редакции и избори од македонското книжевно и публицистичко наследство, коавтор е на 17 енциклопедии, зборници, прирачници, учебници за средното образование. Публикувал 317 книжевни историски студии, 431 рецензија за автори дела од домашна и светска книжевност. Неговите трудови се преведувани на речиси сите светски јазици. Безброј престижни награди, како наградата Крста Мисирков, медал Заслуга за народот на председателството на СФРЈ, наградата Гоце Делчев, 9 ноемвриска награда, Вања награда, Чашуле, Климент Охридски, Димитар Митрев, Златно перо, Гемиџи, Златен прстен, Книжевно перо, и ако проложам да ги читам, ќе помине времето предвидено за разговор со професор Васил Тоциновски. Професоре, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Сакам најнапред да ви изразам задоволство, благодарност, дека ми е чест што сум во вашата програма и секако посебни поздрави до почитуваните гледачи на вашата програма. Нас ни е чест и ако сакав да ја презентирам вашата биографија со оглед на тоа што оваа година славите 72 години од вашата прва книга, ќе ми требаше 2 тома како Ана Каренина треба да презентирам. 50 години животен труд, тоа ви е буквално како во едно партнерство, брачно златна свадба. Славите партнерство со многубројни ваши партнерки, книгите. Јас сум согласен зашто во литературата постои едно правило, како и во сите уметности, дека човечкиот живот возвраќа со својот живот за животот на уметноста. Така и во литературата. Секојдневно започнувате да создавате, да пишувате. Тоа станува еден вид зараза што ве привлекува, станува една магија. И јас токму со првата книга, Тајна во сонот, објавена 1972 година, влегов во тие води и еве до ден денеска сум среќен што сум се убавиот пишан збор кој подразбира голема одговорност, голема трпеливост, бара дарба, бара посветеност, бара да се откажете од многу нешта, но пак умее и да ви возврати. Пред рамно 50 години, кога се појави Тајна во сонот, она што ме охрабри беше што за неја се појавија неколку критики, особено критиката на тогаш угледниот писател Петар Ширилов, кој со пофални зборови се искажа за мојата поезија и си реков, па добро, значи можам да продолжам и понатаму. Поттик. Веќе, даде поттик, зашто е многу битно дали ќе добиете ветер во леѓа, некој да ве понесе да извишите. И потоа би рекол во 1976 година се појави книгата Раскази, Птици во кругот, во издание на македонска книга. Главен и одговорен уредник беше угледниот, вечниот би рекол во убава смисла на зборот Славко Јаневски. Книга која потоа со еден од расказите влегов во антологија на новата југословенска проза, 22 автори, од кои тројца беа македонски, покрај Митко Маџунков, Зоран Ковачевски и јас. Антологијата имаше 2 изданија, а потоа со таа антологија се појави наскоро од Берлин во Баден-Баден антологија на најубавите љубовни песни, раскази, стихови, мисли, афоризми и така натаму. И во сето тоа пак бев присутен. Значи, Оно што рековте, многу убаво се заврзува една љубов, едно пријателство со литературата
како и во животот, таа не признава импровизации, или работите работата како што треба, или не треба воопшто да се работи. Останал уште од вас од водителството тој баршунес пријатен радиофоничен глас кој го имате и кој сте чувствани за етрото на велот, ништо не старае. Се може да остари освен бојата на гласот која укажува на едно ваше искуство од времето, нели, кога македонска телевизија беше дел од Југославија, од Југословенската радиотелевизија, и тогаш имаше и цензура и не можеше секој да излезе да води било што. Така. И јас во тогашна телевизија Скопје поминав 2 децении, што би рекол човек паметен за 5 години треба да научи еден занает и да си замене, да проба нешто ново. Јас се останав предолго. Меѓутоа, тоа е за мене златен период, затоа што владеја многу строги критериуми. Не можевте како водител на ТВ Дневникот да бидете покрај Бранка Станковска или Иван Антонов, поминете без нивна цензура. да немате пријатен глас, да изгледате пристојно, нели? Правилна да дикција. говорите извонредно, точно, зашто Бранка едноставно во убава смисла на зборот ќе ве удави и нема да ви даде шанса, бидејќи не смее зборот да се оскрнавува. Како водител на ТВ Дневникот, потоа наскоро станав доста некаде во својата 28 година, веќе бев главен и одговорен уредник на втората програма. Тоа го има уште телевизија Белград и телевизија Загреб, која практично стана конкурентна и во 4 години таа стана главниот адут за гледачите, за луѓето, за публиката, за која всушност и постоеше медиумот. И наскоро тие програми беа укинати. Со Бушавата азбука, како последен проект што имав чест како главен и одговорен уредник, вие го спомнавте, го водев 4 години секторот за училишна, образовна и научна програма, со Бушавата азбука, па заминав на Универзитетот во Скопје. И потоа се смени, се испреврта. Како успевате таа ваша прецизност, екзактност, као научен работник и историчар, да пишувате белетристика? Колку ви помага едното со другото? Си помагаат како елементи? Многу убаво поставено прашање. Станува збор за 2 различни системи. Едно е да пишувате белетристика, во која јас, како љубопитен дух, освен во драмата, не сум се обидел, сето друго, раскази, поезија, романи, кратки новели и така натаму, каде што внесувате и морате да имате неограничена фантазија, да сонувате, да знаете да измислувате, работите да ги превртите, да ги направите поинакви, да внесете бескрај емоција, зашто веќе рековме, импровизацијата не подлежи и во одговорноста пред пишаниот збор читателот ќе ве препознае дека не сте вистини, дека тоа не го правите од срце. Додека науката е нешто сосема друго. Систем кој емоциите, чувствата не ги признава, да не речам не ги поднесува. И таа единствено бара аргументи, бара фактографија, бара да оправдате, да кажете, да образложите. И тоа е мощно тешко, меѓутоа тоа се авторите кои ми беа и на некаков восклик, да речеме, моите професори Гане Тодоровски или Блаже Конески, кои во себе го обединува едното и другото и практично кај нив ќе се создаде, се негува најубавиот говор, се негува стилот, се негува вистината, меѓутоа се негуваат и фантазијата и сонот. И бескрајното патување со мислата во литературата, бидејќи поетите не го менуваат светот, меѓутоа тие светот во секој поглед го прават посреќен и поубав. Вие сте сам по себе енциклопедија, професор, ве слуша некој со кого се сте имали контакт и комуникација, ете од каде се ова совршенство во вашето зборување, говорење, пишување, дури нели кога пишувате за младите, за децата, поентирате на крај со пораки кои во себе содржат етички оправдани поенти. Тоа во право сте од причина што јас длабоко верувам, така мислам, така предавав. Сега сум пензионер, нели? Па си предавам самиот на себе, понекогаш се подучувам, дека мора да веруваме
Mora da создаваме нешто што ќе остане трајна трага. И тоа подразбира дека литературата, убавиот збор, не се дели според возраста на читателот. Јас и во Зимски сладолед, пред тоа и во Грлици, се обидов да направам книга како не компаративно, него како што е Малиот принц, значи да се пишува и за големи, И за мали. и за мали. Значи не ја именувам синтагмата и за деца и за стари. Така. Нема, животот е еден, убав е, животот прекрасен е. И малиот, младиот човек, детето го прифаќам како рамноправен партнер, да разговараме за сите суштински работи во животот. Да разговараме за љубовта, добрината, злочеста, омразата, злобата кои не носат никаква. Меѓутоа, за системот на простување, системот на доверба, на соработка и да проговориме за тие нешта во кои што утре ќе се судриме и ќе треба да се решиме, да се пресоздадеме себе си во еден фин, благороден човек, во добрина и она што, драго ми е сте го уочиле, поентата. Всушност, секој нов ден, кога се радуваме дека сме го поминале, и секое ново утро кога се радуваме дека имаме уште еден ден за живот, уште еден ден за радување. Тоа се убавините кои во литературата ве вознесуваат, тоа е зборот по кој се читаат, се препознаваат и остануваат, односно стануваат дел од реалниот, од стварниот живот, бидејќи литературата не е измислена работа, таа произлегува од животот. Науката исто така, зашто секој миг е историја, а тоа подразбира секој миг бара да се истражи, да се оправда и на идните генерации да им се остави како поука. Најмиризливите последици на животот се всушност книгите и единствениот извор каде што младите, што велите вие да кажеме, да не мешаме возраст, младите луѓе треба да научат да разликуваат добро од зло. Нема по инаков начин. Не знам од каде да почнам, значи ова е гозба, овде имаме парфем од сите можни ароми и есенци. Да речеме, еден од ретките луѓе кои сте живееле надвор од Македонија, а сте го задржале, сте мислеле на македонски кога сте зборувале хрватски. Еве да речеме, Лов на Елени беше популарен еден филм. Колку имате рефлексија од тогаш, од тој период кога сте го пишувале романот? Токму така, името е превземено. Значи, тоа е еден благодат што може да се превземува. Меѓутоа, јас кога пишувам долго и одговорно мислам како да ја крстиме она, вие убаво рековте, секоја книга е како една рожба, како едно дете. Чедо. Да се стави чедо и кое име убаво да му го дадете. Обично отпосле кумувате на насловот или почнувате со наслов, како иде тоа? Насловот произлегува додека се создава делото. Во текот. Кога ќе некаде се завршува со последната страница, со последната студија, така и со Лов на Елени се впушти во потрага на помалку познати автори кои историјата и животот некоја знае да биде неправичен, се подзаборавени, некаде ставени во темнина, оставени во заборав. Всушност станува збор за лов на даровити македонци писатели кои ја имале таа судбина да бидат маргинализирани. Да бидат маргинализирани. Уште повеќе тоа се должело бидејќи отишле во туѓина. Туѓината е сепак туѓина, коренот и каменот што велиме си тежи на своето тло, на своето место. Значи, Лов на Елени е всушност лов на даровити, на смислени луѓе, на луѓе кои создаваат, кои оделе пред иднината. Значи, сме пошле во една авантура, сме тргнале во една авантура на лов, на таленти, на даровити луѓе, кои во одговорноста пред зборот, во љубовта кон татковината, кон својот народ, во своето македонствување, целосно се посветиле и оно што на почетокот го рековме. Својот живот токму го дале не како задача на денот, туку како долгорочна стратегија да остават една трага за себе, зашто немаме право да ги заборавиме. Секој треба да го има своето место, зашто бил, постоел тука
и живеел и создавал. И одговорноста да го чуваме сето тоа. Колку сме одговорни кон македонскиот јазик како нација? Па вие убаво спомнавте некогаш да се поминеше, ако не ја поминевме школата, на Никола Солдатов, на дикција, на добро дишење. Воопшто не можеше човек да се појави на екран. Некогаш македонското радио и телевизија има околу 150 вработени македонски писатели, кои го негуваа, го создаваа зборот. Радиото и телевизијата беа своевидни министерства за култура. И се говореше толку убаво. Имаше еден друг систем на говор. Сега имате 4 соговорници. Сите говорат истовремено и никој никого не го слуша. Еуфонија. Имаме новинари, водители кои воопшто не го знаат, не внимаваат на јазикот што говорат. А мораме да разбериме зашто телевизијата не го заменува и не смее да го замени животот, но таа е надградба на животот. Таа треба да биде едно проширување, да биде една убавина, една возвишеност на мислење и на однесување. Постоеше огромна почит, и сега се фаќам јас, кога се настапуваше, не се мафташе со раци, се гестикулираше, него се говореше и главно беше да се изговори здрава, јасна, целовита и мисла што порачува и поучува. За жал денеска малку го негуваме и го чуваме својот јазик, што секако во глобализацијата на светот, во владењето на англискиот јазик, како да забораваме на убавината, на еден можеби заради распоредот на слоговите и кодификацијата умна на Блаже Конески, дека македонскиот јазик е, како што вели Рацин, една симфонија, која толку убаво звучи, го отвара срцето, ги допира тајните, најголемите, најчувствителните делчиња во телото на човекот и му внесува дарба, му внесува желба, му внесува копнеш, но и верба во убавините на животот. Како после сето ова што излегува од вас и сиот овој ваш минат труд, кој е буквално енциклопедиско ремек дело, поднесувате се ова што се случува и на политичко поле во врска со македонскиот јазик и ова се што ни се диктира од страна, со соседите и со Европска унија. Како ви изгледаат овие работи? Како ги доживувате? Па, ништо ново, бидејќи тоа се одамна. Од дамна игри познати. Соседите секогаш биле некако настрвени кон постоењето, кон туѓото, но мислам дека Македонија и македонците имаат извонредна историја, имаат многу автори, многу дела, имаат што да покажат и немаат потреба да преземаат од некого нешто што не им припаѓа. И сме во позиција нам некој да ни бара нешто или да одзема. А тоа е вистината една и единствена. Денеска, гледајќи го сето тоа, верувам дека оно што е создадено, она на кое што не учеше и најпознатиот македонски печатар Теодосиј Синаецки, кој во предговорот на книгата на Утешение грешним порачува дека еве ви клуч не од злато и сребро, тоа се свива. Еве ви клуч од челик, за да ги отвори железните кој ги порти на отвора, така е, сите порти, сите врати, ги отвара сите срца. Ете, тоа е оно што јас им го велам на моите ученици како учителка, кога го имате вашето драгоцено ковчеже, полно со знаење. Вие сте најбогатиот на свет. Каде да отидете, вие го отварате тоа ковчеже, не ви требаат ни дипломи, ни репутации, ни ништо, да имате знаењето о вас кој само извира буквално од секоја пора. Ни беше огромна чест што гостувавте во подкастот Мирисот на книгата. Уште една убава порака од вас за крај. До нашите следбеници. Убава порака, па би порачал дека треба повеќе да се сакаме и почитуваме самите себе си. Тоа е основно правило. Каде да сакаме да појдеме,
Тоа е вратата што е затворена и што треба да ја отвориме. И да не заборавиме, ако ние не се потрудиме самите да се почитуваме и сакаме, да не очекуваме од некој друг ќе го стори тоа за нас. А вам, почитувана колешке, на сите слушатели, гледачи на вашата програма, имам само да порачам во народната мудрост. Единствено, што ќе дофати раката, нека се позлати. Оти тоа е смислата на еднаш и кратко дадениот човечки живот. Да ви се позлати зборот, професоре, а вие слушатели, почитувани следбеници на страница МК, што туку следевте како некој на 77 години може да има ваков здрав ум, а формулата е во читањето, пишувањето и мудроста на знаењето.